Добро дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Специјалното обвинителство против корупција и организиран криминал, независна државна институција во Албанија, посветена на борба со организираниот криминал, разби 10 члена криминална група која се занимавала со шверц на кокаин и со перење пари. Еден од главните ликови што падна во акцијата е Сокол Бибај, албанец кој доби македонски пасош во аферата Двојник, кога беа издадени 215 лажни македонски пасоши, од кои дел и за криминалното подземје. Сокол Бибај всушност поседуваше македонски пасош со украдениот идентитет Андон Папи. За него беше распишана потерница со која успеа да помине на Блаце и да избега од Македонија непречено. Деталите ќе ги најдете во текстот на Мирослава Симоновска. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска испиша нова страница во својата кариера. Откако за прв пат обезбеди пласман во главниот турнир на Вимбалдон, најпрестижниот Гранд Слем што се игра на тревните терени во Лондон. Главниот турнир на Вимбалдон започнува на 29 јуни, кога Ѓорчевска ќе го има своето историско деби на најпознатиот тениски турнир во светот. Во првото коло ја очекува исклучително тежок предизвик, дуел со шеста носителка и шеста тенисерка на ВТА листата и минатогодишната финалистка, американката Аманда Анисимова. Следната вест нема да ви се допадне. Државниот завод за ревизија алармираше дека над 42 милиони евра навремено не се префрлени во задолжителните приватни пензиски друштва. Овој податок е загрижувачки за идните пензионери. Тоа значи дека нивните пари не се инвестираат, а за тоа време и не се оплодуваат, па на нивните сметки има помалку пари од реално што би можело да има. Пензискиот придонес е уплатен од работодавачот, но парите се закочени во Министерството за финансии. Нов скандал во прехранбената индустрија. Пишува едно, во саламата ставено друго. Агенцијата за храна и ветеринарство откри отстапување кај местните производи. Кој знае што јадеме? Првичните резултати покажуваат отстапување во квалитетот и декларирањето на дел од производите. Директорот на агенцијата Оливер Миланов за Слободен печат вели дека лабораториските испитувања откриле разлики меѓу декларираниот и реалниот состав кај повеќе примероци, а институцијата најавува дека по завршувањето на постапките јавноста ќе биде детално информирана. Читајте повеќе од Валентина Ангеловска. Одговор на прашањето како волците воопшто успеале да избегаат даде Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди, кои на нивниот Facebook профил објавија видео од живеалиштето на белите волци во зоолошката градина, кои според видеото биле заштитени со метални жици од кои се формирала ограда, а на долниот дел од оградата бил поставен текстилен материјал зацврстен со еден камен кој очигледно бил единствениот механизам на безбедност кој ги спречувал животните да се протнат под оградата. Сепак, на видеото се гледа како дел од волците успеваат да ги протнат своите шепи преку скинатиот материјал под оградата. Очигледно тие по одредено време и со малку напор успеале да избегаат од нивното живеалиште, стои во објавата. Две години. Толку време беше потребно за владата да свати дека можеби повеќе од 1/3 од луѓето што самата ги постави не биле вистинскиот избор. Иако тоа не е признание за погрешна кадровска политика, тогаш тешко е да се најде подобар пример. Оти кога по само 2 години мораш да менуваш толку многу функционери, проблемот не е само во нив, проблемот е и во оној што ги избрал. Ова се зборови од новиот Слободен удар на колегата Мартин Богатиновски. Повеќе од 120 уметници ќе бидат дел од централниот проект за одбележување 35 години независност на Македонија. Скопје, во катните гаражи Беко и 26 јули. Не работи ниту еден лифт. Граѓаните одат пеш и до 7-миот кат. Од јавното предпријатие Градски паркинг нема одговор што се случува. Кошаркарското игралиште во казнено-поправната установа Затвор Скопје е целосно обновено како дел од активностите за подобрување на условите за престој и поддршка на процесот на ресоциализација на осудените лица.
Тоа што некој во општина Тетово решил без одлука на советот на општината да воведе посебни термини во кои ќе може да се капат само жени и девојки на градскиот базен, а на мажите ќе им биде забранет пристапот, можеби ќе стане предмет на разгледување на Уставниот суд. Дури и цената на билетите за жените и девојките е пониска отколку за мажите и изнесува 100 денари наспроти 150 денари за мажите. Ваквиот вид на полова сегрегација е вообичаена само за некои исламски држави. Камерите кај Охрид се вклучуваат, ама казни за сега нема да има. Спасувачките екипи цела ноќ работеа на извлекување на стотици венецуелци заробени под урнатини и на пронаоѓање на илјадници исчезнати по разорните земјотреси кои опустошија делови од и околу главниот град Каракас. Владата соопшти дека 235 тела се пренесени во медицински центри, но не даде вкупна проценка за жртвите од потресите со јачина 7,2 и 7,5 степени, кои во средата ја погодија земјата. Веб страницата за следење на исчезнати луѓе, споделена од опозицијски лидери во политички поделената земја, наведува дека 49.500 луѓе се водат како исчезнати, додека Геолошкиот завод на САД процени повеќе од 10.000 смртни случаи. Британскиот крал Чарлс III јавно објави колку данок плаќа на државата, со што направи преседан во современата историја на монархијата и исполни ветување за поголема транспарентност. Чарлс во даночната година 2024-2025 платил вкупно 12,9 милиони фунти данок на доход и капитална добивка. Овој потек се смета за невообичаен, бидејќи британскиот монарх по закон не е обврзан да ги објавува своите даночни податоци. Чарлс сепак доброволно плаќа данок на приход и капитал уште од времето кога беше принц од Велс, но ова е прв пат тоа да го прави како владеачки монарх. Кажа дека тој и сопругата Камила ја напуштаат Бакингемската палата. Долгогодишниот новинар на BBC Гај Делони, кој известуваше за трагедијата во Кочани, објави дека британскиот јавен сервис нема да му го продолжи ангажманот поради финансиски предизвици. Медиумот отпушти неколкумина. Денеска е светскиот ден на борбата против дрогата. Побаравме одговор на прашањето: како Македонија се справува со новите дизајнерски дроги? Погледнете дебатата на оваа тема на нашиот YouTube профил. Ви благодарам што останавте до крај со нас. Ви посакувам прекрасен викенд. Продолжете да се информирате преку slobodnpečat.mk. Се читаме.